Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, Халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है। Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Полното име на Ахмад, основачот на Ахмадија движењето, било Мирза Гулам Ахмад. Тој припаѓал на Кадијана, село сместено на 11 мили источно од железничката станица Батал, 35 мили од Амритсар и околу 70 мили од Лахор. Роден е во 1835 година во истото село. Неговиот татко бил Мирза Гулам Муртаза. Бил роден како близнак во петок. Неговата сестра близначка починала бргу по раѓањето. Пред да продолжам со опишување на неговиот живот, ќе биде корисно да дадам опис на семејството во кое тој бил роден. Семејството. Неговото семејство било едно од најпочитуваните во земјата и своето потекло го води од Барлас, амиџа на императорот Тимур. Кога тој освојувач го заробил Куш, со кој тогаш управувал неговиот амиџа, тој со своето семејство се преселил во Корасан. Таму семејството долго живеело. Во 10-тиот век по хиџра, што одговара на втората половина на 16-тиот век на христијанската ера, членот на семејството Мирза Хади Бек од непознати причини емигрирал во Индија со околу 200 приврзаници и изградил населба на местото во околината на реката Бијас. Изградил село 9 мили оддалечено од реката и му дале име Ислампур, градот на Исламот. Како бил со благородно потекло, централната влада во Делхи го поставила на местото на управител на Кади во тој дел на земјата. Именувањето довело до промена на името на селото од Ислампур во Ислампур Кади, посочувајќи дека тоа било седиште на локален кадија. Малку по малку во обичниот говор бил изоставен зборот Ислампур и така останало името Кади, кој во изговорот на локален пенџаб јазик бил променет и на крајот преведен во Кадијана. Селото и понатаму останало седиште на семејството и макар што живееле далеку од главниот град на империјата Делхи, членовите на семејството извршувале важни служби под могулите. Кога моќта на могулите опаднала и пенџаб бил распарчен во област под контрола на друг собственик, семејството останало во Кади, независен имот на Кадијана и неговите околни земји кои изнесувале околу 60 мили. Тогаш сиките дошле на власт и некои од Рамгар, сики, влегле во сојуз со поединците од соседните семејства за да започнат кампања против Кадијана. शीरीं ज़ुबां है मेरे अहमद की वो शीरीं ज़ुबां है मुक़द्दर अपने Ахмадовиот предадено некако успеал во текот на животот да ги одбие нивните напади, но во времето на неговиот син државата толку многу се смалила, што единствено селото Кадијана,
кое тогаш било, како тврди, наопкружено со зидините, останало со семејството. На крајот, поради предавството на некои нивни жители, селото било окупирано од страна на сиките и сите членови на семејството, и мажи и жени, биле затворени. По некое време сиките им дозволиле да си одат и тие се одселиле од државата Капуртала, каде останале неколку години. Кога махараджата Ранџит Синг ја зацврстил својата власт и постепено ги довел сите ситни сопственици на земјата под своја управа, тој на семејството на таткото на Ахмад му дозволил да се врати во Кадијана. Мирза Гулам Муртаза и неговите браќа влегле во војна служба на махараджата. Како награда за службата, махараджата им ветил еден дел од имотот кој некогаш припаѓал на нивниот татко. Кога Британија ја истиснала управата на сиките, тие не го признавале правото на вратениот имот, но на таткото на Ахмад му било дадено право на собственост врз селото Кадијана и тој бил признаен како главен газда во 2 соседни села и му бил даден доживотен надомест од 700 рупии. Неговите 80 села, кои биле собственост на неговиот татко, никогаш не биле вратени на семејството. Објаснувањата за напишаната семејна историја. Долу се наведени делови објавени во неколку изданија на книгата Пенџапски главатари од господинот Лепел Грифин, кои зборуваат во врска со ова. Секој представува севкупна слика на состојбата, така што од една во друга статија се повторуваат истите факти. Последните години од владењето на империјата Бабар, 1530, Хади Магул од Самарканд емигрирал во Пенџаб и се населил во областа Гурдаспур. Тој бил прилично образован човек и бил одреден за кади или за полициски службеник врз 70 села во околијата на Кадијана, градот за кој се тврди дека тој го основал нарекувајќи го Ислампур Кади, чиј назив со природна промена преминал во Кадијана. Низ неколку генерации семејството извршувало одговорни должности под империјалната влада и дури кога сиките станале моќни, семејството паднало во сиромаштво. Мирза Гул Мухамед и неговиот син Ата Мухамед биле во вечни расправи со Рамгар и Канај Мисалс, кои управувале со државата во соседството на Кадијана и на крајот губејќи ги сите своји имоти, Ата Мухамед се повлекол во Беговал, каде под заштита на Сардар Атех Синг Ахлувалија 12 години живеел мирно. По неговата смрт, Ранџит Синг, кој ја запоседнал целата земја на Рамгарија, Мисал, го повикал Гулам Муртаза да се врати во Кадијана и му ветил дел од неговиот прастар имот. मरीज़े इश्क तेरा नीम जा है तेरे इस हाल बद को देख कर Тој тогаш со своите браќа влегол во војската на махараджата, вршејќи успешно служба на кашмирската граница и на другите места. За времето на Нао, Нахил Синг, Шер Синг и Дарбар, Гулам Муртаза постојано бил вработен во активна служба. Бил пратен со генералот Венчура во Манди и Клу 1841 година. 1843 година бил испратен во Пешвар, во команда на пешадиски полк. Се истакнал во времето на востанието на Хазар и кога 1848 година избила побуна, останал верен на својата влада и војувал на незината страна. Неговиот брат Гулам Мухи Удин исто така извршил добра служба во тоа време. Кога Бај Махарадж Синг со својата војска влегол во Мултан за да му помогне на Диван Муларк Синг, Гулам Мухи Удин со другите земјопоседници Лангар Кан, Сахивал и Сахиб Кан Тиван го кренал муслиманското население и со војската на Мисра Сахиб Дајал
ги нападнал сики бунтовниците и потполно го поразил, прогонувајќи ги во Ченап, каде преку 600 од нив се удавиле и починале. Гулам Муртаза, кој бил познат како искусен лекар, починал во 1876 година и го наследил неговиот син, Гулам Кадир. Тој секогаш бил активен во помагањето на локалната власт и добил многу признанија од службите на владата. Одредено време бил надзорник на регионалната служба на Гурдаспур. Неговиот син Единец починал во рана младост и тој го усвоил својот внук Султан Ахмад, кој по смртта на Гулам Кадир бил сметан за глава на фамилијата. Мирза Султан Ахмад влегол во владина служба како наиб такслидар и сега е виш помошен комесар. Мораме да го спомнеме Мирза Гулам Ахмад, помладиот син на Гулам Муртаза и основач на значајно религиско движење, познато како Ахмадија. Роден е во 1835 година и бил исклучително образован. Тој во 1891 година објавил дека е ветениот Мехди или Месија, реформатор на муслиманската вера. Како искусен теолог и диалектичар, наскоро здобил голем број на следбеници на своето цврсто верување. И Ахмадија сектата сега има преку 300.000 следбеници во Пенџаб и во другите делови на Индија. Мирза бил автор на многу трудови на арапски, персиски и урду јазик, во кои се борел да ја разјасни доктрината на джихадот, за кои се верува дека имале значително влијание меѓу муслиманите. Бидејќи постојано бил вклучен во расправи и парничења со своите религиски противници, многу години животот му бил бурен. Но до денот на смртта 1908 година го задржал ставот неговите следбеници да ги почитуваат дури и оние кои не се согласуваат со неговите погледи. Седиштето на движењето останува во Кадијана, каде Анџуман и Ахмадија основал големо училиште и печатница за ширењето на вестите, врзани за движењето. Духовниот наследник на Мирза Гулам Ахмад е Маулви Нурудин, добро познат лекар, кој неколку години му служел на махараџата од Кашмир. Семејството е во полн посет на пространото село Кадијана, со право на собственост и исто така собира талугдари, данок на добивка, во износ од 5% од 3 соседни села. Ова е накратко историјата на семејството во кое бил роден Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија, пред да биде одреден за својата возвишена мисија. Само неколку членови од неговото семејство ја прифатиле реформата за која бил пратен. Поради тоа Аллах во една од објавите му најавил дека сите тие ќе умрат, а да не оставаат потомци зад нив, и дека практично неговото семејство ќе ја продолжи лозата само преку неговите потомци. Тоа и се случило. खुदा भी हम पे कैसा मेहरबान है, ज़हूरे मेहदिए आखिर ज़मां है, ज़हूरे मेहदिए आखिर ज़मां है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है, संभल जाओ के वक्ते इम्तिहान है. Денес го завршивме првиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.